некои работи навистина не заслужуваат коментар, но мора да дадеме еден поглед на работиве кои што ни се случува. Да дојдете во градот Херој, во градот Прилеп, каде што повеќе од 650 животи се загубија за ослободување од фашистичкиот окупатор. А од друга страна, да ја менувате историјата и да викате дека навистина во тој момент немало окупатори, туку тие биле некои си административци кои што воспоставиле административна власт во Македонија, е нечовечки и навистина не е хумано и посебно не е нити политички, нити општествен момент да дојдете и да се поклоните во оваа алеја на непобедените, а од друга страна политиката и креирањето на политиките да ја водите во насока во која што навистина нити одговара на приликите кои што биле од 41 до 44 година, нити пак можете да го убедите македонскиот народ дека навистина тоа се случило во тој период. Сигурно дека дел од овие прашања кои што се отворени навистина треба да се вратат на патеките на кои што беа зацртани во 1991 година, кога македонскиот народ на референдумот си го даде својот глас со повеќе од 92% се изјаснија за слободна, независна и суверена Република Македонија. Не можеме ние нашите граѓани да ги враќаме некаде каде што своите животи ги загубиле, а сега да правиме и да пишуваме, да испишуваме нови истории кои што навистина не одговараат нити на поднебјето, нити на општеството, нити на културата, нити на идентитетот, на ние едно прашање кое што е отворено во ова наше општество. Значи, ние како ВМРО ДПМН ја зацртавме патеката, не учествувавме во тој референдум кој што бараше промена на уставното име и за сметка на тоа видовте дека и покрај сите ветувања кои што значеа Европска Македонија, Македонија во Европската Унија, останаа само едно празно ветување на хартија и една фотографија од аеродром и од авион.